Собранието на Република Македонија денеска ја започна 12-тата седница. Пратениците изгласаа на дневен ред да бидат ставени неколку закони по скратена постапка, а на оваа седница треба да биде разгледан и огласот за предлогот за огласување на именување на јавен обвинител на Република Македонија и предлог одлуката за утврдување на бројот на подпредседателите на Собранието. На денешната седница беше утврлен предлогот на Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН да се тргне од дневен ред огласот за избор на јавен обвинител, како и барањето на Димовски да не се расправа за предлог одлуката за избор на 5 подпредседатели на Собранието, наместо тројца како досега. Тој побара одлуката да биде донесена заеднички во согласност со сите пратенички групи, но од спикерот Талат Џафери доби одговор дека тој ја предложил одлуката, а надлежност да одлучува има парламентот. По скратена постапка ќе се носат пакет закони предложен од владеачкото мнозинство. Овие 3 закони предвидуваат минималната плата да биде 12.000 денари, надоместок за одредена група стечајни работници, како и укинување на радиодифузната такса. Координаторот на пратеничката група на СДСМ и Здружената коалиција Томислав Тунтев на седницата побара поддршка од опозицијата за носење на овие закони. Владеачкото мнозинство ги поддржа ставањето на дневен ред по скратена постапка 3 закони на опозицијата, но Тунтев рече дека откако ќе ги разгледаат ќе го соопштат ставот дали ќе дадат поддршка за нивно носење. Владата предложи по скратена постапка да се носат и измените на законот за медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите на медицина. На дневен ред по скратена постапка се ставени и 3 предлози на ВМРО-ДПМН, зашто гласа и пратениците од владеачкото мнозинство. Илија Димовски побара поддршка од мнозинството за законите. Ако власта сака конструктивна опозиција, има основна одговорност таа да биде конструктивна. Затоа денеска најавувам дека 3 од нашите 13 закони кои што веќе се поднесени во редовна постапка во Собранието на Република Македонија, денеска ќе бидат поднесени, односно веќе се поднесени, со барање тие да бидат разгледани по скратена постапка. Со измените на Законот за исплата на плати се предвидува од 1 јануари 2018 година за 5% да биде зголемена платата на 120.000 вработени во образованието, здравството, полицијата, војската, јавните предпријатија, фондовите, агенции, актери и други културни работници. Опозицијата предлага измени на Законот за извршување што предвидува долгот за извршување за комунални сметки да се максимализира до висина на главниот долг. Третиот закон пак предвидува владата да обезбеди ваучери за компјутери за студентите кои првпат запишуваат 3-та и 4-та година на студии.